Интервиста на дитас на студио на коандер të lajmeve do ta zhvillojmë me kreun e opozitës maqedonase, zotin Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s, të cilin e kam nderin që ta kem sonte në studio. Господине Филипче, добро дојдовте во ова интервју во Алса телевизија. Добро ве најдов и благодарам поканата. Ке почнеме од најновото. Известувачот за Македонија, Томас Вајц, кажа дека не само уставните измени, туку и неисполнувањето на реформската агента некако го пречи Македонија за својот пат во Европската Унија. Вие реагиравте остро на ова, меѓутоа дали верувате дека можно е сега во овој момент владата да направи повеќе? Тоа не е ново. Тоа е нешто што во континуитет оваа влада го прави 2 години, а тоа е да работи на антиевропската агенда. Јасен е патот напред, јасно е што треба да се случи и да се направи. Од сите европски институции е јасно кажано. Имаме документи. Државата подпишала документи што треба да се направи. Треба да се случат уставните измени, кои што не се никаков ризик по ниту една идентитетска одредница, да се вметнат граѓани на Бугарија, Хрватска и така натаму, како малцинство, и понатаму да почнат преговорите и отворањето на поглавијата. Меѓутоа, ништо нема да се смени, поради тоа што со се што сега се случува, вклучувајќи и неработењето на реформската агенда, која што значи изменување на закони и нивно адаптирање на европските критериуми, со што нашиот систем, нашата држава ќе зајакнува, оваа влада не работи. Ниту има намера нешто да смени. Оваа власт на ВМРО, на ЗНАМ, едноставно ја тероризира државата, го тероризира правосудството, ставаат свои партиски луѓе, а премиерот од партиска собраниска говорница или во јавноста им дава наредби со чувства како да работат. Се тероризира економијата. Дефицитот, кој што е предвиден за оваа година, веќе сега овој месец достигна 60 и кусур проценти. Од 650 милиони, околу 400 милиони веќе е дефицитот во буџетот. Наплатата на приходите е само 20%. Се тероризира демократијата. Владеачкото мнозинство гласа декларација во собранието со која што забранува на опозицијата да говори на одредена тема. Се тероризираат меѓуетничките односи. Се загрозува еден од постулатите на државата. Зошто не им се дозволува на младите правници да полагаат правосуден испит на својот мајчин јазик? Ова го нема никаде во Европа. Ова е антидржавно, антинародно и антиевропско однесување. Оваа влада е таква. На почетокот на вашиот одговор кажавте дека ова не е ново. Меѓутоа, дали е ова прв пат европски представник да кажува толку директно на владата дека неисполнувањето на реформите исто така ве кочи? Гледайте, тоа што ние знаеме, со кој имаме работа, не значи дека до бесконечност оваа влада може да ги лаже и европските представници Европа. Ако тие на почетокот настапувале и ги уверувале, како што кажуваат одредени европски представници, дека овде ќе се работи на реформската агенда и нешто ќе се случува, сега на луѓето им е јасно. Меѓутоа не е прв пат да се реагира. Да ве потсетам и во контекст на антиевропското однесување на владата, во еден од претходните извештаи од Европскиот парламент јасно стоеше до знаење. Прво, дека кредитот кој што е земен од милиарда евра од Унгарија се кинески пари. И тоа е чисто кинеско и руско влијание во нашата земја преку Унгарија. Понатаму, таму беше констатирано дека овде влијание има српскиот свет. Тој српски свет нас не носи, не држи овде во заложништво и не прави да сме слепо црево на Балканот и на Европа. Имаме вице-премиер кој што комуницира со ноќните волци луѓе блиски до Путин. Никој не е наивен во Европа да знае што се кажува. И прилично експлицитно пред европратеникот Вајц и еврокомесарката Марта Кос кажа: не сакаме ние тројански коњи во Европа. Точно знаеме кој работи за руските интереси на Балканот. Оваа влада е една од тие влади. После подолго време, подолги години на виделина во Софија е постабилна влада. Меѓутоа, начело на тоа можно е да биде еден политичар како Радев, кој имаше многу остри реакции или ставови кон политичарите во Македонија или кон Македонија. Дали е можно решение со Радев, доколку владата прави некој напредок да стави во контакт? Многу е погрешно тоа што оваа влада го створи како приказна и практично дојде на власт во 24-та година, дека нешто ќе се смени во нашата преговарачка позиција. Нашата преговарачка позиција не е со Бугарија. Нашата преговарачка позиција е со Европа.
Затоа што тоа е европско барање и тоа е во духот на добрососедските односи. И дополнително, апсолутно ништо не загрозува. Оваа власт дојде на власт во 24-та година со тоа што кажуваш, дека СДСМ ги продал националните интереси, дека е загрозен јазикот, дека се загрозени другите идентитетски одредници. Ништо од тоа не е вистина. На луѓето им помина една голема лага, само за да дојдат на власт и да може да ги злоупотребуваат националните ресурси, а пред се буџетот за своји партиски тендери. Над 100 милиони евра се парите кои што до сега, а овие изминати 2 години, се издренирани од буџетот за да одат директно во фирми блиски на луѓе на ВМРО ДПМН. Ете, тоа се случува во државата и ништо друго. Односно, кога ние ќе го исполниме тоа што Европа го бара од нас, да се направат уставните измени и да се отвори работата по поглавијата, што ќе се случи? Ќе ни се отварат европските фондови. Ќе има структурни фондови кои што нас ќе ни овозможат да ја зајакнуваме инфраструктурата, автопатишта, пруги, болници, училишта, градинки, по примерот на другите наши околни земји кои што влегоа во Европа изминатите години. Како зајакнаа сите земји од источниот блок изминатите децении? Па само со тоа што се приклучија кон Европска унија. Тоа е единствениот начин да зајакне државата и да се надградуваат, а не да се нарушуваат, како сега меѓунационалните односи. Кога сме се уште кај уставните измени, Европскиот фронт вчера во собрание најави дека ќе почне процедура за собирање потписи од пратениците, за да се почнат процедурите за уставните измени. Дали, например, вашите пратеници би потпишале на оваа иницијатива? Тоа нема да има никаков ефект, затоа што уставните измени зависат од власта. И таа има потребно двотретинско мнозинство. Гледаме како оваа власт ништо не прави. А над 70% од граѓаните тука сакаат Европа. Оваа власт мора да испорача. Така да таа работа не зависи од потписите на опозицијските пратеници, јасни се нашите проевропски политики, тоа треба да го направи оваа власт, затоа што се потребни 2/3 за да се смени во парламентот, за да смени уставот. Останувате се уште на одлуката дека ќе ја пуштите работната група за изборниот законник, доколку владата не ја тргне законот за владата, усвари укинување на техничката влада. Дали е ова единствената мерка или може би мислите и на други поригорозни мерки? Гледайте, прво треба да се објасни и ќе се обидам накратко за граѓаните да знаат за што станува збор. Имено пржинската техничката влада е донесена со закон да важи за изборите во 2016 година. Зошто? Поради тоа што сериозно системот во тоа време беше контролиран од Никола Груевски. Сега е еднаква контролата. Истите механизми на контрола ги воспостави и Христијан Мицковски. Контрола на правосудството. Тие суди од тефтерчињата повторно и обвинители се поставуваат на позиција. Целосна контрола на полицијата. Имаме закон со кој што министерот може, по новата систематизација, да разместува луѓе без при тоа да го запазува кариерниот напредок. Значи ќе постои своји партиски луѓе. Целосна контрола на системот Safe City. Ние не знаеме кој ги контролира тие податоци. Како можеме да сме сигурни дека нема да се злоупотребат од власт која што има историја на злоупотреба? Прислушкување, пратење и така натаму. Понатаму, како се користи буџетот само за своји партиски цели. Затоа е донесена техничката влада. Тогаш важела за изборите 2016, меѓутоа така е донесен законот да важи само за тие избори. Меѓутоа на барање Христијан Мицковски во 2018 година повторно е донесена таа измена и тогаш е ставено во законот техничката влада да важи до влезот на Македонија во Европската унија. Зошто сега му се брза? Зошто сега сака тоа да се тргне? Например, зошто тоа вас е не ви единствена одговара? гаранција, се извинам, само уште ова. Тоа е единствена гаранција дека во земјава ќе има фер и демократски избори. Например, зошто вас не ви одговара да биде имплементирана уште на следните избори, па после доколку победите така како што вие планирате или така како што велите, не ви одговара да се имплементира и после тоа? Вистинското прашање е зошто сега сака да го сменат законот за влада? Зошто ним не им одговара технички министри од опозиција? Тоа е вистинското прашање. И јас веќе ви одговорив. Делумно, целосно, затоа што не сакаат контрола. Затоа што ќе им ги фатиме и сите престапи и криминалите. Тоа не сакаат. Затоа не сакаат да дозволат. При тоа го менуваат законот на начин на кој што и еве овој изборен циклус кога се уште ќе има техничка влада, нема да им дозволат на министрите да си донесат своји посебни советници и да ги формираат кабинетите.
Значи и сега за следниот изборен циклус на кој што наводно сакаат владата да остане, ги оневозможуваат техничките министри да се вршат работата. Ете, тоа сака да го направи ова власт. Зашто? Затоа што бегаат и од контрола и од вистината. Ќе ве вратам кај вашите одлуки и вашите мерки. Ќе ја пуштите работната група за изборниот законник? Да, ако овој закон се донесе на овој начин, ние напуштаме работната група за носење на изборниот закон. Поради тоа што не може оваа власт да се однесува вака насилнички. Ако оваа влада е донесена со консензус и договор со 4 најголеми политички партии и гарантори биле Соединетите Американски држави и Европска унија од 2016 година, тогаш апсолутно на овој шверцерски начин нема да дозволиме носење на закон за влада. Се зборува и за бойкот на собрание од вашата страна. Не, за сега нема такви најави, меѓутоа ние ги дискутираме апсолутно сите опции, имаме предвид дека имаме работа со криминална власт, која што работи против интересите на државата, која што урива демократијата, која што става шепи на секаде, вклучувајќи го и јавниот сервис за информирање. Директор на МТВ е поставен близок човек, на примерот, кој што нема никаква врска со медиумите, што значи дека сакаат само целосна контрола. Ние тоа нема го дозволиме. Премиерот вчера, кога зборуваше за можен бойкот на собранието од вашата страна, дури спомна и бойкот на следните парламентарни избори. Вие тоа не сте го спомнале досега, меѓутоа зошто зборува премиерот за парламентарни избори кога имаме уште година и пол или 2 години до следните избори? Дали воопшто сте разговарале за можноста за предвремени избори? Добро се констатирале, тоа е само една во низата на лагите и дефокусот на премиерот. Човекот нема одговор на нито едно сериозно прашање. На што дал одговор на тоа што се случува во државата, во делот на Европа, во делот на економијата, во делот на потребите на граѓаните, цените, стандардот, ништо. Едноставно дефокуси и навреди. Ги нарекува граѓаните медиокритети, талок, мекотели и така натаму. Квалификува, се однесува како уредник на жолт печат. Тоа е неговиот однос, при тоа се грижи само за своите луѓе. Уште само едно прашање на ова тема, доколку го бойкотирате работната група за изборниот законник, каков изборен законник би бил тоа без консензус со најголемата опозицијска партија? Па, тоа се однесува исто и на законот за влада. Зашто тогаш сакаат да донесат на сила закон за влада со кој што ние не се согласуваме? Техничката влада мора да остане, затоа што на маса се фер и демократски избори. Без техничка влада нема гаранција дека тоа ќе се случи. Всушност нема да се случат фер и демократски избори. Се спрема изборна кражба. На процедура во собрание и законот за пратеници кој треба да не им овозможи на пратениците кои имаат второ државјанство да бидат пратеници, меѓутоа вие барате тоа да се имплементира и за министрите. И дури рековте дека има неколку министри, 2, според вас, во владата кои имаат и второ државјанство. За кои министри станува збор? Добре, сега не би шпекулирал со имиња, за министерката за енергетика се знае и таа не демантираше, практично кажа на пресконференција дека дала изјава како се чувствува и така добила второ државјанство. Но што е суштината на работата пратениците, на ВМРО ДПМН го дадаа тој предлог и при тоа во нивниот предлог закон стои барање тоа да важи од следниот пратенички состав. Па од што бегаат? Не дававме амандмани на тој закон да важи од овој актуелен пратенички состав. Па да видиме колку се патриоти. Па нека знаат граѓаните дека се лажни патриоти. И дека пола од нив имаат бугарски државјанства, имаат резервна татковина. И тоа мора важи за министрите во владата, затоа што како и кој може да гарантира тие луѓе кои што имаат друго државјанство не работат за интересите на таа друга држава. Тоа никој не може да го гарантира. А вие имате пратеници со второ државјанство? Не, апсолутно нема. Не, апсолутно нема нашиот пратенички состав. Така да, затоа ретерира сега премиерот, кога сватија што им се случува, кога им ја разоткривме, им ја разобличивме лажната кампањата која што сака да тера дека се големи патриоти, и тоа патриоти во големи наводници, што не се, затоа што не ги интересира ништо друго освен сопствените џебови. Тоа се случува во државата. Не стана збор за никаков патриотизам. Овој лажен патриотизам е една голема плячка. Некако чувството дека ни една политичка партија не сака овие две закони да поминат, ни законот за пратеници, но и законот... Тоа не е точно. Ние ги поддржуваме законот за пратеници со нашата предлог измена да важи веднаш од овој актуелен пратенички состав и законот за влада. Ете, тоа е нашата позиција. Па ги видиме власта како ќе се постави.
Се зборува дури и дека може да се оспори во Уставниот суд доколку се имплементира само законот за пратеници, а нема да важи и за законот за министрите. Гледате, ова се сериозни политички теми и политички одлуки и ние настапуваме во собранието политички. Апсолутно консултираме правници, сакаме да го слушнеме нивното мислење, меѓутоа сметам дека нема ништо лошо, напротив, дека е и тоа како потребно во оваа ситуација, кога луѓе кои што имаат резервни татковини ја водат државата, да ние се осигураме, обезбедиме дека луѓето на највисоките државни функции немаат резервни татковини. За сите овие политики и за тие што зборувавме досега, меѓутоа ќе зборуваме на крај за покачувањето на цените, дали воопшто имате контакт со вашиот бивш коалициски партнер ДУИ да се координирате, да се договарате за политиките како опозиција? Не, немаме тука координација, не имаме автентични опозициски политики и со жалење може да констатирам дека добрите предлог политики кои што ги се обидуваме да ги имплементираме преку предлог закони, оваа власт не ги прифаќа. Ние имаме добри политики во делот на платите. Дадовме предлог да порасне минималната плата на 600 евра. Дадовме предлог да се ограничат цените на основните прехранбени продукти. Дадовме предлог да се ограничат цените на горивата. Ништо оваа власт не прифати. Ама тоа повеќе не зачудува. Те не сака ниту државата да оди напред, ниту нешто добро за граѓаните. Што кажува премиерот во време на оваа тешка криза? Наблюдуваме, ќе видиме како ќе биде, како независен аналитичар се однесува. Нашите политики потекнуваат од детални анализи на партиските стручни комисии, се темелат на добрите политики кои што сме ги имплементирале во минатото и така ги спроведуваме во делот на пензиите. Гледате каков упад направи оваа власт во пензискиот систем, даде два пати линарно покачување на пензиите и што постигна? Само ги украдува пензионерите. Затоа што зголемувањето на пензиите со системот кој што ние го поставивме, ќе значеше многу повеќе пари сега. Сега ова зголемување немаше биде само 1000 денари. Најмалото ќе беше околу 1500-600 денари, а најголемото до 3500 денари. Но пари у буџетот нема, лошо се води државата, дефицитот расте, наплатите се страшно ниски и сметам дека држава оди и се води во бездна. Еве, кога сме кај покачувањето на цените, како последно прашање, дали во пресрет на 1 мај, дали ќе бидете на улица со работниците во 1 мај да протестирате за се? Добро, имаат работниците секогаш наша поддршка. Многу внимаваме да тие протести не им се залепи етикета дека се партиски, затоа што не се партиски. Но тие протести излегуваат наши луѓе кои што се членови на синдикатот и така натаму, но до сега сите овие протести кои што се одвиваа во изминатиот период. Еве јас сега во текот на денот околу Пладне бев на протест на кој што протестираат луѓето кои што сакаат двојно да ги оданочат. Луѓе кои што работеле во војни кризни жаришта да ги прехранат семејствата во Авганистан, Ирак и така натаму, таму е платен данок, биле резиденти таму, според законот ако 180 дена не се у државата, не треба тука да платат данок и сега сака да им ги оданочат парите. Зошто? Зашто нема пари у буџетот. Па на тие ли најдоа луѓе да им взимаат спротивно на закон двојно данок и на студентите кои што работеле у Work and Travel. Така да сите протести си се автентични. Нема апсолутно никаква иницијатива Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да иницира такви работи. Впрочем, не може ништо друго да се очекува во следниот период, освен народот да окрема гласот против оваа ненародна власт. Ова е крајот на интервјуто. Господине Филипчев, ви благодарам многу што бевте дел од оваа интервју во Алса телевизија. Благодарам на поканата уште еднаш. Ваш дојм пас пак ме информационата тира.